Почитувани гледачи, добър ден, добре на програмата на К3 телевизия. Знаете в обичайен термин за утринска програма Нов ден и се надам дека ќе го задржиме вашето внимание во наредните 40 до 60 минути, а ќе изборуваме секако за најтрофејниот спорт во градот Куманово, Република Македонија, па и пошироко. Знаете дека боксот даде многу за афирмација на градот Куманово и Република Македонија. Всушност, градот Куманово е единствен град од просторите на поранешна Југославија, заедно со Нови Сад, кој има два олимпици, Аце Русевски и Реджеп Реджеповски, додека знаете од Нови Сад тоа се браќата Тадија и Слободан Качар. Меѓутоа, денеска ние ќе се навратиме на богатата историја на боксерскиот спорт во Куманово, а за таа цел јас денеска го поканив господинот Окје Јакуповски, дугогодишен спортски работник во боксот. Еве, знаете, пракса вообичаено за било која тема да зборуваме во нашето студио, на нашата маса, фотографии, незаборавни спомени, да ги подсетиме граѓаните на Куманово дека нашиот град има со што да се гордее, без разлика дали е некогашното урбано живење, дали е културата, дали е спортот. Тоа треба да се презентира пред јавноста и да видат граѓаните дека Куманово има со што да се гордее. Господин Јакуповски, добар ден, добро дојдовте. Еве, мора да почнеме од некаде од вашите корени. Вие потекнувате од спортско семејство. Многумина кумановци знаат, меѓутоа многумина не знаат дека вашиот татко е бил успешен боксер. Еве да ја прикажеме веднаш неговата слика. Ова е 1954 година, првак на Македонија, има околу 100 мечеви. Како боксер беше вашиот татко? Така, преди се да ги поздравам гледачите на телевизија К3, а благодарност голема и до вас како спортски новинар, што ја истражувате и што ја надгледувате ова емисија за боксот во Куманово. Преди се да кажам дека боксот во Куманово има голема историја. Многу оддавно, пример, вие рековте дека ние сме фамилија Јакуповски, боксерска фамилија. Точно е така. Татко ми е покоен, кој бил многу добар боксер и боксувал за боксерскиот клуб Куманово. Так. Бил тогаш да бидеш македонски првак било нешто, да кажеме, како во бивша Југославија, или си требал да тепаш, да кажеме, да победиш 7-8 боксери, па за да стигнеш до целта, да кажеме, првак на ова. Дури имаме и една книга овдека, да го спомнам и господинот Петрович, во Крушевац. Во Крушевац, 50 години бокс во Крушевац, тука ми даде дека, еве, татко ти боксувал, само заборави со кого, еве го тука. Еве. Да прочитаме, август, Куманово, 14 октомбар, 2:12, добро, 14 октомбар во тоа време бил многу јак клуб, меѓутоа, еве, за Куманово, вашиот татко во која категорија има боксувано? Во перолака. Истата категорија кај што и јас сум боксувал. Почнав во перолесна, бантам перолесна, тука, 54 до 57 килограми. Еве да прикажем ово. Тоа е 50 години бокс во Крушевац. Во тоа време Крушевац бил 14 октомври еден од најдобрите клубови во бившата Југославија. Подоцна во Крушевац заминува и една голема легенда Газепова од Куманово. Така. Голем мајстор на боксерскиот ринг. Еве, ова се историски податоци кои покажуваат дека Куманово има успешни корени во боксот. Така. Еве, Јакуповски, Карајевич 0:2. Така. Едино тогаш победил Авдиевски. Авдиевски, тој беше и мојот тренер заедно со Мирослав Петрович. Адем, по името Адем. Сега да кажеме дека вие потекнувате вашето семејство од Турција.
Така, така. Вашиот татко од кој град, од Конја? Така, ние потекнуваме од давнешна 500-600 години, да кажеме, наназад. Така истражив јас и моите најблиски. Ние сме од дојдени пред 5-6 века, да кажеме, од Турција, од градот Конја. Така. И тука И сте тука останале? сме се останали, и тука си имаме фамилија, тука работиме, тука живееме. Еве, кога сте раснеле вие во Куманово, што ви велеше вашиот татко за неговата кариера? Ви има ли кажувано некои моменти? Имаше многу кажовано, но беше противник. Јас како седмооделенец, 13 години, Така. и покојниот татко ми не ме пушташе да идам на бокс. Но една група, ние другарчиња од, така речено, Дивло населе, таму живеев во тоа време. Тука беа Демовски, Јакупи и уште некои Христовски. Сега идевме кај покоен Цветан Маневски. Отвори Голем боксерска, да, голема легенда. Отвори боксерски клуб во основното училиште Толи Зордомис во подрумот. И ние како деца, 13 годишни, 14, и јас скришом од татко ми идев да тренирам во подрумот, во спортската сала. Так. И од тогаш јас не му кажувам, веќе кога направив година дена и нешто, и викам на татко ми, тато, јас мора да ти кажам, не можам да те излагам, ама еве, почнав да тренирам по твоите стапки да одам. Тогаш он рече, добро, ама да тренираш и да не испушташ тренинзите. Тој беше многу јак и у своите години, кажуваат другите кумановци по овие градските луѓе кои го гледале татко ми Так. у своето време. Кажете ни, кој беше тренер на вашиот татко? Се сеќавате ли, ви има ни кажувано? На мојот татко беше Калинич. Калинич од Белград. Тој бил во своето време овдека војно лице. Така. И замислите, кога имаше 50 години бокс во Куманово, се доделуваат овие книги, имавме направено благодарение Награди, на така. тогашниот председател Благоје Стојковски, и доваѓа тој Калинич на таа церемонија, тогаш беше во Пионерскиот дом. И татко ми се направи дека 1997 година тоа се случува, дека не го познава и иде, али тренерот Калинич го позна Назиме Јакуповски. Го загрна, го целива, не го пушта пола сат, плачење, солзи. Му бил многу јак боксер, го засакал у тоа времето. Немал страф. Да. Тоа било. Али Калинич, значи рековме, бил многу јак исто тренер на боксерите, прв тренер меѓу првите тренери во Куманово. Да, тука се спомнуваат подоцна, ми има кажувано Аце дека некој Павличич работел. Да, после тоа во 11 октомври дојде Така. тој. Исто така Па од Белград. легендарниот Петровиќ, па и така натаму. Сега да ги покажеме овие фотографии од вашите први боксерски чекори. Ова пишува во позадина 1974 година. Така. Каде е ова? Ова е во кино Бавчата Козјак. Тренер тука е Миче. Наковски, Миче, легенда. Миче Наковски, легенда. Иначе го вика на надимак Миче Кожа. Така. Така, он ни беше тренер во тоа време. Но претходно во техничкото училиште во подрумот трениравме 4-5 месеци, не зема Ристо Газепов, многу страотен тренер Добар беше. боксер, да. Многу добар боксер и не можеше, мислам дека не можеше да најде споразум со управата и отиде пак да продолжи кариерата боксерска во Прокупле, во Крушевац и во Србија. Така, Имаше недоразбирање со управата со еден збор, така. Така. Ова е слика поза, како да кажеме, Ова е која сликата- потсетува на Братислав Ристич. Ова е сликата, јас на тренинг во 75-та спортската сала 1975 година, кога трениравме, кога Куманово имаше многу јаки боксери Така. во техничкото училиште долу во подрумот. Сега, ајде да споменеме таа генерација, 75-та година, кога Куманово имаше навистина плејада на врвни боксери,
Ace Rusevski, Mirko Gijevski i така. Така, видите вамо. Некој ќе каже за боксот, ќе доаѓа, слушам не ова, не она, но видите, 30 години сум во тој бокс. После, можам да кажам, после Мирослав Петровиќ, тренерот, кој и мене ми беше тренер, Така. тој е со најголем боксерски стаж како тренер. Да ви кажам тоа. Неминовно. После него сум јас. Значи, после него никој не може да каже дека како тренер е толку години или не. Тоа само можеме да кажеме, да зборуваме, но јас сум после Мирослав Петровиќ во Куманово со најголем боксерски стаж како тренер. А како боксер, одма да спомнам, супротност, Така. нема поголем работен стаж, односно тренирано како Мухамед Али. Одма да ви кажам. Тој ден денеска ќе каже кој ти направи тебе боксер бе? Јакуповски. Ото јас го земав 12 години, 13 години. Каде вие го откривте Мухамед Али? Како Јас го најдете? земав, да ви кажам, тој носеше, како Амал беше. Гледам джакови носи. Така. Од магазин до камионот. Се мачеше. Се мачеше и татко му Бајрам. Се познававме, така. Го сакаше боксот и викам на Бајрам да ми го пуштиш бе, детето ова, викам, твоја бе, не сакам, не, знаеш како боксот. И он, добро, окей, професоре, еве, ова ќе го пуштам. И јас кога го однесов во сала, Петровиќ ми се противеше. Оти беше искинато, сиромашко. Така. Со текот на времето, после 2-3 години, Петровиќ вика, hoćeš да ми даш, каже, зборуваше на српски, овог малок од мене сад, каже, затоа што јас тогаш работев со јуниорите, со младинците. Викав, ако немам успех, нема да работам. Нема да продолжам со работа. Так. Но јас сакам да кажам дека работата го ствара човекот. Јас бев упорен во тоа. Јас работев секој ден на тренинзи. Со Мухамед Али и подоцна стана успешен боксер. Така, но немаше среќа едноставно тој. Учествувавме во квалификации на светско првенство, за олимпијади, за европско првенство, балканијади. Никако да стигнеме до целта. Не знам што беше тоа. Некој ќе дојде да кажеме со 2 меча, со 1 меч, со 3 меча до целта да кажеме на балканските, на европските, на светските, на олимпијадите, ама ете овој Мухамед немаше, да кажем. А додека можам да кажам дека за најуспешен боксер во историјата на боксот во Куманово, за Куманово зборам, неминовно е Аце Русевски. Така. Ево фотографија да прокоментираме. Ова е една слика кога бев на 14-15 години, така, на слика на... Добро, вие во тоа време сте имали ли некој идол во бокс кој сте поштовали? Имавме идоли многу. Кој ви беше идол? Така, ние чекавме со татко ми. Покоен со татко ми чекавме да боксува Мухамед Алија, тогашен Касиус Клей. Но тогаш имавме црно-бела техника телевизија. Така. И преносот го даваа дури некаде околу 2-3 сат. Са бајлето, преку ноќ. Али јас бев упорен да го гледам. Неговите движења, неговите движења со раце. Така да, јас сега истото го применувам. Јас уште сум активен, да ви кажам и тоа, дека уште сум активен како тренер. Пред 1 година ме ангажира сенсеј, тренерот на каратистите Милорад, Оливер Милорадовски, кој е 7 ден црни појас. Вика, Чичоки бе, вака во Скопје ми рекоа, најдобар тренер, барам најдобар тренер да го платам, да ми ги припрема боксерите, кикбокс и бокс, класичен. Ти го имаш во Куманово. Ама дали ќе се нафати? И доваѓа човекот преку синот, Алјуш, телефон, контакти и пиеме кафето во Касапскиот круг. Викам, да бе, ќе помогнам. Сакам да помогнам, сакам на младите деца да им помогнам, сакам да ги отргнеме од улица, едноставно. Да тренираат едноставно. Било кој спорт, не само бокс да кажеме, или кикбокс, или карате.
Нека иде на пливање, нека иде на фудбал, нека иде на ракомет, нека Ми иде како долгогодишен спортски работник, постојано јас и во овој моји емисии апелирам на некој начин младите да се што повеќе вклучат во спортот, бидејќи тоа е најдобра алтернатива да се изгради едно здраво општество. Па јас како професор, прва генерација имам завршено факултет за физичка култура, дипломиран 81 година, а исто така и на дипломиран за бокс специјалист во Белград, Така. 1982 година. Можам да апелирам на родителите, на сите. Оставите ги децата да тренираат. Пуштете ги во спортот. Спортот е се и се што за организмот. Спортот е најубавото нешто во животот што го имаат. Со спортот се лечи се. Така. Со спортот се лечи се. Ако не трчаш сега во годините што ги имаш, ама барем оди. Да. Во природа оди. И сега сум ангажиран, велам, во Предатор клубот, бокс, класичен, ја што го имам веќе 30 години, и кикбокс. Но јас со нозен не работам со нив, со децата, откако почнав, да кажеме, зборувам за сегашниот клуб, Предатор, сенсејот Оливер ги однесе на такмичење во кикбокс, освои 10 златни медали. 10 државни прваци освои. Али благодарение на мене. Јас упорно ги учев лева, десна, не знаат, гард, движење. Само со работа се постигува. Колку е, господин Јакуповски, лошо за млад организам ако не е физички активен? Многу е лошо. Сега родителите, не да се фалам, али ги носат, ги фаќаат за раца, ги носат кај мене. Салата се наоѓа кај Рим Парис, односно АМЦ продавница, долу во подрумот. Тука имаме фантастична сала, многу убава. И ги носат децата, гледам напунил килажа. 13 годишно, 12 годишно, 14 годишно, 80-90 кила, 100 кила. Што ќе правиме, бе? Ајде, со тренинзи, а боксот е индивидуален спорт кој има такви покрети што најбрзо може да ги симне килажите. Така. И борењето, да не заборавам да го кажам. Значи, боксот и борењето со тренинзите, и јас апелирам на родителите, не мора тој да се такмичи. Нека дојде, нека тренира за своето здравје Така. на децата. Сега да се вратиме на легендарната бавча некогашна кино Козјак, кога беше исполнета од публика на боксерските мечеви. Вака, ова е некаде 1975 година. Каква атмосфера имаше таму? Многу јака атмосфера, видите, имавме дрвени столчиња, така? Да. Па 2000-3000 публика собираше, еден врз друг, така речено. Кино бавча. И јас тука сум на сликата, излегувам, боксувавме Куманово, боксерскиот клуб Куманово боксуваше со Призрен. Но тогашниот тренер Мирослав Петровиќ се договараше телефонски или да кажеме со телеграма, носите, каже, на 57 кила омладинец, јуниор. И они добро потврдува дека ќе донесат јуниор и тогаш имаше уводни борби пред настапот на екипата. И јас тогаш настапив со еден од Призрен, не можам да памтам сега кој како беше, во книшката ја имам сигурно, али за да не се налути гостинот, и судиите дадоа нерешено. И јас сега идам на кај татко ми тука во првиот ред. Се лутите овде. И се лутам и плачам, разбираш. Еве, се гледа дека плачам. Меѓутоа, еве, господин Јакуповски, не може, а да не ги споменеме големите председатели на боксерскиот клуб Куманово, кои дадоа свој придонес во афирмација на овој спорт. Еве, да ги споменеме уште еднаш тие луѓе, бидејќи заслужуваат вакво нешто. Вака, јас голема благодарност би му дал прво на Благој Стојковски, кој е сега покоен, иначе беше директор на тогашна Светлина. Да. А дури достигна и до, да кажеме, председател на Сојузот на Југославија. Да, председател беше на Боксерскиот сојуз на Југославија. Тогаш тој многу вложуваше во боксот во Куманово.
Од тогаш веќе наваму, да го спомнеме и Максим Максимовски, Светозар Максимовски, директор на Стопанска банка, под надимак Золе. Золе, да, многу даде човек. Сега има голема благодарност и да го спомнам и сегашниот градоначалник Максим Димитриевски, тој исто тренираше кај мене 2 години. Бокс тренираше у своите млади години. Имаше ли талент градоначалникот? Имаше градоначалникот талент, јак. И тоа има висина, снажен беше многу, јак. 2 години тренираше. 2 години. И викав да го пуштам. А на нас ни мањкаше тие килажи, средна, полутешка, тешка, он у таа категорија боксоваш. И сега благодарност голема, гледам се ангажира и дава се од себе за да пак боксот во Куманово го оживе. Можам да кажам фала многу за... Мислам дека ми рекоа дека председател бил своевремено и Трајче Трајановски. Така, и тој беше многу упорен. Упорен човек. Беше директор на РР Ниш. Така. Така се викаше тоа фирмата. Тоа беше некој испостава на Еј Ниш, така нешто. Така. Да. Беше многу ангажиран и тој трчаше. Многу трчаше за боксот и во своето време направил нешто. Да. И во втора лига, и во прва лига Б. Тогаш се такмичивме во втора лига, Југ, али имаше, да кажеме, од Косово, сегашно Србија, Јужна и Македонија. Да, ете, да ги споменеме тие луѓе, ако се сеќавате на уште некој, кажете го. Меѓутоа, ете, тоа се тие претставители кои работеле за развојот на боксот во Куманово. Имало и други членови на управата. Имаше и други, да ви кажам, можам да кажам, тука беа после тоа, после Благој Стојковски, да кажеме, беа Данчо Зекариев, па беше Цецко Лав, па беше Милош Здравковски, Мишо, па и популарниот Моме Штука, Моме Штука и така натаму. Сега ова фотографија е показател дека Куманово имало многу успешни генерации, а ова е една од тие. Еве, господине Куповски, да ги споменеме сите. Вака сега, овдека, од ова страна лева, да кажам, тоа сум јас, па тука е покојниот Владислав Трајковски, долгогодишен тренер, исто така, ова е во средна категорија Станишавлевич, од Нови Сад, допуна за Куманово, бидејќи знаеме, ние немавме тие категории. Овдека во Велтер, тука е од Иванград, боксерот. Овдека е Шабе Мустафовски, сега е во Аустрија, таму. Овдека е Димитриевски Сашо, сите го знаеме, во Велтер полусредна категорија. Овдека одма идеме, овдека е градоначалникот сегашен што е Борче Митевски, помошникот тренер Слободан Димитриевски, Кокотан, така го викавме. Овдека е Ќазимовски, во мува категорија. Овдека е Марковиќ, Драган Марковиќ, дале покојниот, кој боксоваше исто во полутешка категорија. Овдека ни е во мува категорија Сефедин Салиевски, кој, одма да кажам, тој е мој боксер, јас го од првите кораци беше и трет на медитеранските игри во Латакија, Сирија. Браво. Латакија, Сирија. И една случка да ви кажам, боксова на Саранџата во Софија, во финалето со Шаламанов европски првак. Ама јас не му кажувам дека ќе боксува со европскиот првак, затоа што тој таму тепа прекид и овој тепа прекид Салиевски. И 3-2 изгуби Салиевски. Добро. Имаше едно броење од Шаламанов, ама потоа кога заврши овај мечот му викам, знаеш со кого ти боксуваше? Одлично, супер си. Со европскиот првак. И он се лутеше. А чекај, зошто ти тренере не ми го кажа тоа? Јас ќе боксував другше. Како не ќе боксуваш другше? Тогаш ќе се стегаше. Тука е вице шампионот на Олимписки игри 1984 во Лос Анџелес, Реджеп Реджеповски. Ова мислам дека Влајко.
И овдека е Влајко Спасовски, Така го исто така добар боксер, кој ни вадеше секогаш барем колку толку нерешено ќе ни извади. Еве го Ако не гледаме повеќе. Реджеповски, легенда на Така. македонскиот бокс. Можам да кажам, Уште од мал бил голем талент Реджа. види, јас можам да кажам дека јас од 1982 година сум во боксерскиот клуб Куманово како тренер. Беше талент, беше многу Голем талент. убаво да го гледаш. Јас кога го гледав на Реджеповски кога боксоваше, фактички уживав во тоа. Затворена устата со крпата што ги ладев боксерите и вака уживав. Една случка да ви кажам, боксова со Средојевиќ во Прокупле. Јак боксер. И Средојевиќ државен првак. Но на Југославија. Но Реджеповски беше во мува, а отиде во потешка категорија. И добро. Ја очекував сигурно 2 поена од Реджеповски. Боксуват Реджеповски го диза пола метро од патосот. Боксувавме во една ракометно игралиште, надвор. Така. И овдека го расцепи, целиот крвав, 2 пати броено и на крај судиите нерешено. Како не ви е срам, бе? Луѓе, ова е вице шампион, односно олимпиец, вие на овој му давате поенче. Не е убаво тоа, викам. А тогаш се сретна и одма да не го заборавам тоа, Братислав Ристич со Јакупи. И Јакупи сакаше да го избегне во категорија на Братислав Ристич, ама и Ристич не бил припремен и он не сакал со Јакупи, бидејќи ќе има јак меч. И точно на вага се сретна дека заедно ќе боксуваат. 3 рунди, ама борба таква невидена. 3 рунди, да кажам, бумбар бидна, толкави, од ударци. И на крај му ја дигат раката на Братислав Ристич. Публиката и Ристич вика не, му ја дизат раката на Реджеп Јакупи. Јакупи. Тие се случки едни да ви кажам, вака извини, што убави. Така, Реков јас, некој ќе кажува за боксот, вака, онака, не у Куманово, идам у други градови, абе, сите се фалат у Куманово биле боксери или тренери. Аман бе до кога. Но јас реков, вие сте спортски новинар, единствен кој ја истражувате ова за боксов, ова емисија и благодарам уште еднашка на вас. Но јас 30 години го миришам тој зној во таа сала. И јас 30 години сум со тие боксери. Не може некој да ми кажува за боксот во Куманово. Сега вака, ќе се вратиме подоцна на оние бивши и простори, меѓутоа ова фотографија да прокоментираме, бидејќи гледаме спортската сала полна со публика. Па да не ве лажам, сите знаат тоа кои ова го гледале уште од помладите може би Еве, јас знам и тие, ајде да кажеме кои. Али овдека е некаде 1986 година, овој е боксерот Селман Алиевски. Тие беа браќа Алиевски, кои у своето време и татко им бил боксер, Јашар Така. Алиевски, Јашар. Бил голем боксер. Прочуен боксер. Прочуен боксер. Сега се моментално во Данска, али тој е нашиот Селман, овој боксерчето му е Извореден техничар. извореден техничар, а и е 87 година државен првак на бивша Југославија. Така. Освои во лесна категорија. Сликите доволно зборуваат. Ова е доста интересна. 86-та година Јакуповски, Димитриевски. Ајде. Така, ова е мечот во Куманово, во спортската сала, се гледа Ево, дека полни до трибуни. последно место имаше и публика. Така. 3-4 илјади секогаш сме ги имале. Секогаш сме ги имале тоа. Но за златни гонгови 6-7 илјади. Карта Така, повеќе. така. Нема. Ова е Алиевски Джеват, кој боксоваше во перолесна категорија и лесна. Тука сум јас, ја предводам екипата, го победивме Никшиш со 14-6. Така речено. Секогаш губевме во тие поголемите категории така. Инаку до полувелтер
ги газевме, Победи, така речем. победи. Ова е исто до мене овдека, помошникот Коки, што го викаме, Кокотан, Слободан Димитриевски. Еве, јас сум тука, му давам совети на нашиот боксер Джеват Алиевски. Сега, да не забораваме да го спомнеме, вие рековте една реченица, уште еден голем спортски работник, тренер Владислав Трајковски, Ваце Пачук. Како човек беше тој? Тој беше извонреден човек, Владислав Трајковски. За жал сега починат. Со тоа што за жал пред 2 години е починат. Јас имав големи корелации со него. Многу работевме со него, некаде околу 7-8 години работевме заедно. И голем стручњак беше. Едноставно, затоа што бил и тој боксер во своето време кога боксувал мојот родител, татко ми. Так. Ова е нашиот Димитриевски со победа и ние се радуваме. И он со скренати раце. Ова е против на Сашо Димитриевски, овие помладиве не знаате, беше разорен удар. Ова е кога боксуваше во спортската сала Куманова со Приштина. Приштина тогаш, одма да кажам, Приштина тогаш во своето време, не знам колку знаат младите, 7-струки државен првак на Југославија беше. И имаше извонредни боксери. Тренерот им беше професор кој никогаш не влегол у ринг. Лјакни Мани. Или тој другиот помошник од Сефедин Браха. Никогаш во ринг не влегле, никогаш не боксовале. Но има извонредни боксери. Со тоа што 7-струки шампион на Југославија. Па еве да споменеме од таа генерација на Приштина, Мемет Богуевци, Пеци, Салиху, Сами Бузоли, Нусрет Реджепи. Так, изворена генерација. Азис Салиху. Да. Ова е доста интересна фотографија. Овдека сме веќе со Аце Русевски, јас и Аце Русевски. Ова е во последната категорија, во тешка, со Борче Митевски. Ова е мечот, исто така до последно столче, еве самата слика може да кажи, имавме некаде околу 7000 публика. Незапаметено нешто. Незапаметено изгубивме. Борче тепаше, Сашо и овој Салиевски Сефедин. Так. Замислете. Малиот во мува категорија беше експерт. Сефедин Салиевски, Сашо го тепаше, тоа сакав да го кажам, со рекренати раце дојде на кај мене и на кај Петова и на кај Русевски и Борче Митевски. Но Борче Митевски боксоваше 3 рунди, замисли, тој од Приштина го со предната само го куцаше, крв го направи, море Борче. Третата рунда, море Борче, пушти бе таа десна рака еднашка. Абе дај пушти, ја ти се молам. Ме послуша. Десната рака противникот не станаше. Судијата му брои и така е тоа, нели, законски да му броит до 10 и завршена работа. Истата слика са... Таа иста фотографија. Да, фотографија. Ова е исто еден страшен боксер Абдуловски. Да, го рековме. Кој боксоваше дури и со Пузович. Мирко Пузович, така. Со Мирко Пузович, тогашен државен првак на Југославија. Ево го овде Аце Русевски. Да, тука даваме совети, не можеме дури да седиме на столче, а може да гледат гледачите... Преполни трибини, да. Трибините преполни. Куманово живееше за боксот. Така. Со Аце Русевски работевме како... Тој работеше со мене како тренер 2 години и после напушти отиде во професионализам, така да бараше средства на други работи. Господин Јакуповски, вие се движите во градот, имате и разговор со секаков вид на луѓе од спортот. Што мислите на ваша лична оценка? Сега гледаме дека во боксерскиот клуб Куманово доаѓаат млади деца, таленти. Меѓутоа, карактеристика е тоа што доаѓаат поголемиот број на деца од ромска популација. Тоа традиција си трае со години. Види, јас живеам со нив. Јас уште од времето, кога
тренирав, да кажем, 1973 година, 72 јас сум соживеал со нив. Јас ги сакав. Идев, како, да го спомнам пак, Мирослав Петрович дома им идев. Ке ги дизам од спиење, ке им пијам чајче, кафенце кај нив, ке јадам со нив заедно. И сега некој ќе каже, чекај бе, што ти е на тебе? Јас ги сакам нив. Тие се, така речено, имам кажано, јас да идам да земам, да кажеме, од Баново Трло или од Средорек, да кажеме, било кои деца, јас за 2-3 месеци ќе ги направам. Тие се таленти, родени за боксот. И не се плашат? Не, воопшто. Тие се родени за боксот. Тие веднаш имаат тие ритамот на играта, на боксот, ритамот на движењето, ритамот на одирањето, тој се склопува. Ја можам веднаш да кажам дека сите овие мои боксери што еве ги на слика овдека, можам да кажам, извонредни, тука се, еве го, тука е овај Сефедин Салиевски, тука е Мухамед Алија, тука е овај еден Чанзо, така го викавме ние, со Петрович и јас. Значи, беа, така речено, таленти, родени таленти. Му треба малку за такви луѓе, за такви деца. Значи, Куманово има таленти, според вас? Секогаш имало и ќе имат. Секогаш. Викаме ние, не барај во Куманово друго нешто, него барај ги боксерите во Куманово. Боксот е во Куманово. Имате ли добра соработка со покојниот Мирослав Петрович, човек кој многу ме сакаше, многу, и јас го сакав многу. Во последни години беше Петрович? Прекрасен. Да. Прекрасен беше. Тој ме викаше сине, со тоа што немаше своји, од жената имаше, но секогаш ми доваѓаше за Бајрам, за да ме ке отиде некаде, ке дое кај мене да ме посети, да ми кажува што како. Трчавме да го спасиме, беше болен, не во операција на нозе, не вака, не онака, не можеше во последно време. Сакав да му помогнам со душа и со срце, но прекрасен човек беше. Али беше многу упорен. Многу работеше. Многу работеше, да ви кажам тоа. И јас тоа сум го земал 90% од него. Сум земал од Владислав Трајковски. Некој ќе каже, абе чекај, абе јас земав занает, така речено, ова е занает. И од Миче Наковски. Прво од Миче Кожа, така, Наковски. Так. Па потоа од Владислав Трајковски, со Аце Русевски, со Мирослав Петрович. Па дури да го спомнам пак уште еднашка нашиот председател Благоја Стојковски донесе од Бугарија извонреден тренер, селектор на Бугарија и тренер. Митко, не можам да се сетам, тој беше и учесник, Кирилов Митко, сега се. Кирилов Митко, тој беше и учесник на Олимпијада 1960 година во Рим, како боксер учесник. Так. И потоа како тренер достигнал многу голем успех во Бугарија во тоа време. А да го земам занаетот, да го украдам јас занаетот, благодарение на Благоја Стојковски го плаќав. Да кажеме, не знам, да не навлегувам со кои средства го плаќа, 3 години, 4, само јас да го земам занаетот од Митко Кирилов. И го зимав така. Па потоа работевме со Адем, исто стар тренер. Адеми, така. Така, па со, да го спомнеме, Слободан Димитриевски, исто, Кокотан. Так. Да го спомнам, Салиевски Ергин, сега исто тренер. Во Фајтер, да. Во Фајтер или при фатниот клуб. Значи, сакам да кажам, од сите купував, од сите крадев, од сите учев. Па имало и во Македонија добри тренери од Перистер Димитровски, мислам дека беше. Ристо Димитровски, така. А да не зборуваме за поранешна Југославија, за легендата најголема Бруно Храстински. Заборав. Доваѓаше тогаш и за Режо. 83-та година, така знам, 84-та пред да иде на Олимпијада, доваѓаше тие 2 години Слободан Лазич, извореден тренер и селектор. Бруно Храстински.
Какво е вашето мислење за Бруно Христински? Па, тој, да кажеме, одма да кажам, тој никогаш немал контакт со бокс. Тој не боксувал, но бил извонреден за организацијата, за водењето на боксот во Југославија и во Европа и подалеку. Да. Многу голем тренер. Голем тренер бил. Реков пак да се навратам. Најголемите тренери биле, да кажеме, Будучност, тогаш Титоград, сега Подгорица. Тренерот беше професорот по физичка на боксерите. Во Иванград, исто така, исто професорот по физичко. Рековме за Приштина, да не зборувам. За Митровица. Во Ниш исто, боксерскиот Ниш, овај клуб од Ниш. Така. Која фотографија? Ова е фотографија со исто во нашата спортска сала со Мирослав Петрович тука, покојниот, јас и Мирослав Петрович. Сега не можам да се сетам со... Не знаете кој надпревари? Кој надпревари? Многу надпревари, многу години помина. Господин Јакуповски... Ова е синот. Еве... Ова синот. Наследник. Ова е синот тогаш, сега е веќе 35-6 години, Јакуповски Алјуш. Тогаш јас му ги давав ракавиците, еве, и тренерки му купував, бидејќи идевме на припреми почесто во Бугарија. Со благодарение на, пак ќе го спомнам, Благоја Стојковски. Викаше професоре, окей, што да направиме, бе, како да... Абе, ќе ги носиме боксерите на припреми во Бугарија, Перник, тамо во Кјустендил, и на самиот меч ќе ги донесем. Оти после немам јадење, немам пиење, вака 10 дена, 15 карантин, јак тренинг 3 пати на ден, доаѓаме тука, рушиме се, газиме. Ова е синот Јакуповски Алјош, кој исто така има 2 меча, боксовано во спортската сала Куманово, тренираше 2-3 години, македонски првак, и тој ме така искара еднашка, после мечот, да кажеме, боксува со македонскиот првак од Битола, Алексовски. Ама јас не му кажав дека е македонски првак. Ја викам, Алјуш, цепни. Имаш тренирано, имаш кондиција, боксувај. Да не се плаши. И тој во првите 2 рунди, аман ме крв тече. Тој државен првак знае да боксува. Така. Алексовски. Но викам, пушти бе таа десната. Абе, пушти ја. Ја пушти еднашка, го удира, падат. 3 пати и ај со здравие, што викаме ние. Да, тоа се незаборавни Сакам да кажам и синот, да го спомнам и брат ми. Ерол Јакупи, 1981 година, во Штип освои државен првак на Југославија за јуниори. И тоа да ви го кажам. 87 година, полна сала против Приштина. Така. Доволно сликата зборува, колку публика имала? Па некаде да не ви изгледам, 7000 публика имаше. Долу луѓето стојат од страна. Ова повторно е Борче Митовски. Така, Борче Митовски кој ја реши го реши мечот со нокаут. Еве, вие сте долгогодишен тренер, би сакал да ве прашам, таму некаде 80 години почна да се ставаат овие маски заштитни на главата. Така. Колку тоа придонесе да се ублажат ударите кај боксерите? Па, доста придонесе, да ви кажам право. Доста големо значење. Глава е малку по-тешко, по-ризично. Па, видите вамо, имаше ризикот е, боксот е, да си кажеме право, дека е ризик. Кога полагав анатомија кај доктор професор Јосиф Јосифовски, велеше имаше, направивме еден експеримент со мајмон, човеколикови мајмон, 70 кила и 70 кила удар во таа справа еден месец да удира. Да не кажам сега, искочија на крај негативни последици. Сепак е тоа глава. Мозокот. Ова е една слика, јас како средношколец, бидејќи учев во средно физкултурно училиште, и тоа е на Попова шапка. Мислам дека некаде околу која година, 74-та, така речено. Ова е еден здрав спорт, скијање за организмот. Идевме по 15 дена на скијање, дури и полагавме скијањето.
Така. Ова е во хотел кај што одмараме, мислам тука со боксерите. Некои Пред боксери важните така мечеви. пред мечот, да кажеме, ги терав секогаш да одмарат боксерите со мене заедно, да ми бидат околу мене. Тука е Сефедин Салиевски, сега моментално е во Во Данска. во Германија. Во Германија. На Самет Салиевски, Така. брат роđен. Сега е советник во општина Така. Куманово. Еве го тука е и Абдуловски, извонреден боксер, исто така тој се наоѓа во Дизелдорф во во Германија. Одиме понатаму. Тука е исто на релакс, така речено, во некој ресторан. Мислам дека ова е Влајко. Тоа е Спасовски Влајко, така. Боксуваше во велтер категорија, полувелтер, велтер, полусредња. Така го качувавме кај што имаше. Интересен боксер, не се предаваше. Се Никако да се предаде. борец беше. Никогаш не се ни предал, да ви кажам. Една случка тепаше во Митровица тогаш, на Косовска Митровица. Така. И му дава судијата на противникот од Митровица, му диза трака. Дури фрлија и така речено жива змија во рингот. И јас повлеков екипата. Ја повлеков. У слачоница, они аман заман не. Има и во новина, пишуват, еве тука пишуват. Во албанските новини тука имаше пишува кај што ја повлекувам екипата. Да, еве го овој податок. Еве. Одиме понатаму. Ова е фотографија. Ова е една фотографија, двајцата тренери тогаш, заборавив да кажам дека мислам. тој е Петларски. господин Петларски, Елида. сега е Лалевски, мислам така, Собственик на Елида. собственик на Елида Дуќаниве во Куманово. Ова е, мислам, во хотел Кристал, после мечот со пољаците. Отимавме ние со пољаците така со Забже, Катовице. Имавме Соработка. соработка. Една година ќе им идеме ние, една година ќе дојат они. Да, убава фотографија. Ба, во Кристал имаат одено многу екипи од сите спортови, бидејќи тоа беше на некој начин доста интересно место за забава и дружење. Кристал беше центарот на Куманово, да ти Синоним. кажам, се синоним. Па имаше и Бавча, така речено, сите екипи кои ќе дојдеа, ние ќе ги сместивме веднаш во Кристал. Да прокоментираме, ова е книга за историја, Кумановски олимпици, Реджеп Реджеповски, Аце Русевски, Живко Лазаревски, нашиот сограѓанин, легендарниот Петар Трајковски Пеце. Така, тоа е само за нашите олимпици, двајцата, книга напишено од тогашните, сега не знам дали се покојни, мислам Пеце дека се. Трајковски е покоен. Така. И дури потоа професорот Душко Иванов, сегашен доктор професор на Факултетот за физичка култура, ја зема таа книга и овдека има олимпизам во Македонија. Така. Повеќето пишуваат за Аце Русевски и за Реджеп Реджеповски. Еве тука пишува за Реджеповски, каде израснал во населбата Средорек, како била неговата првични чекори во боксот, од скромно семејство, меѓутоа Реджо подосна стана голем шампион. Така. Истото тоа да го пронајдем и за Аце Русевски, кој 76 година во Хале стана европски шампион, меѓутоа дочекот Јакуповски бил незаборавен. Еве го. Јас го доживеав тоа. Како беше тоа чувство? Тогаш беше Куманово живееше за боксот. Еве, дочекот на Аце Русевски. Па да кажам, тогаш нема ни таков председател да го дочекат, како што го дочекавме, да кажеме, Еве. и Аце Русевски и Реджеп Реджеповски. Ова е историски податак кој доволно зборува дека Куманово е голем боксерски град. Има дури
50 години бокс во Куманово, Ќе ја прикажеме и книгата, не знам, тука Еве, тука. беше, некаде, да. Благодарение на, рековме пак на Благој Стојковски, Петар целата Трајковски, да. историја, целата историја ја има сите овдека генерации. во за боксот, да Има кажем. Куманово што се горде на полето на боксот, меѓутоа, еве и ова, да ја прикажеме интересна книга, Македонски олимписки комитет, Олимписка академија, како што рековте, тука пишува за нашите сограѓани, нашите олимпици. Да, тука е Душко Иванов, книгата на Душко Иванов. Сега е Опишува, моментално доктор професор на факултетот за физичка култура. Да, ова се дел од македонските големи олимпици, а Така. меѓу нив се Аци Русевски и Реджеп Реджеповски. Сега Јакуповски, да не заборавиме и за вашата голема љубов, вашата сопруга, која целиот живот ви е десна рака, Така. како Вика- дојде до љубов помеѓу вас и сопругата? Како беше тој изборот? Велите, ако е успешен мажот, позади неа Успешна жена. Успешна жена, така? Да. Да. Ова е 1975 година кога првпат се запознав со Славица моја Каде е ова? денешка. Ова е во спортското училиште Методи Митевски Брицо во Скопје. Во дворот. Така. Така, она веднаш да кажам дека она беше и ракометар на тогашно Пролече во Скопје. Пролет, И- Скопје. Пролет, да, Така. Пролет Скопје, изврсен ракометар. И потоа отиде во Ѓорче Петров да тренира и сега како жена и остави, знаеш, како девојка си остави. Сега е моментално учителка во основното училиште во Караджиш. Успешен брак, долги години. Така. Ево што Ова има се меѓу фотографија. првите слики. Е вашата прва љубов. Тогаш беше ова 75-та година, 76-та, да кажам. Еве вие рековте дека сте од Турција, од Коња. Одите ли во Турција? Одам, да. Па да ви кажам, Земја во експанзија, Ако не која многу вложува во спортот. моментално, можам да кажам, моментално. Многу се развива, Турција е голема земја. Некаде од 80 до 100 милиони жители. И можам да кажам, 92 година, на Златниот гонг, кога јас имав овдека во Скопје 7 мои финалисти, само јас тогаш бев, Петровиќ беше за Скопје. Тогаш турците беа исто така учесници на Златниот гонг. И велат, добро, кој е тој што има овдека 7 финалисти? И они рекоа тој. И ми зборуваат на англиски. Не бе, Така. му викат зборувај му на турски. И после вика, добро, ајде, ќе зборуваме на турски. Ќе дојдеш да работиш? Бев, да ти кажам, не лажам. Бев 92 година со кола, со жена ми, со децата, 10 дена седев, во Фенербач. Голем Во бренд азискиот. спортски Но не клуб, најдовме за малку споразум. Ај ми беше да ти кажам, како да ти кажам сега, отиде, окей, ја однесе и жена му тамо. Разбираш? Да ја оделам од своите тука. Не. Се вративме пак. Како град е Коња, ве? Па, голем град е тоа, да ви Прекрасно кажам. место. Прекрасно. Турција е сега држава, да ви кажам. Многу право. вложува во спортот. Еве гледаме Не фудбал, само во кошарка, спортот, одбојка. не само во спортот, да ви кажам, најмалата пензија, одма од тоа да почнем јас, е 500 евра, 600. А па вака сега, идеме за економијата. Лебот, да кажеме, за посиромашките, да кажем, има од 10 денари, ама леб има и од 100 денари. Одма да ви кажам. Сега, има фармерки, да кажеме, или тренерка, има од 5 евра, да кажеме, ама има и од 500 евра. Така, сакам да кажам дека има и за сиромашни, има и за богати. Така направил сегашниот председател Реджеп Тајип Ердоган. Извонреден човек е тој. Тој мисли за економијата. Тој само нема сиромаштија таму. Само ако не сакаш да работиш. Тоа е другата работа. Да, и они стана спортска велесила, тоа е више податок кој не може да се
негира. И господин Јакуповски, при крајот да се вратиме, 70-ти години жареше и пареше поранешна Југославија во бокс. Јас сум мојот драг пријател Драган Филиповиќ Топ Ган дека тоа го објаснивме убаво. Меѓутоа, таа генерација 70-ти години на Југославија беше навистина страутна. Еве, да почнеме еден Шакировиќ, еден Ристич, еден Качар, плејада на врвни боксери. Сите сум ги гледал и сите ги запазуваш во тоа време. Меѓу најдобрите беше, пак ќе го кажам, Братислав Ристич. Зошто? Неминовен, паси. Имаше големи покрети во рингот. Можеше да удари кога сака и во кој момент сака тој. Имаше некаде околу 4 до 5 борби со, колку што памтам, со Аце Русевски. Не му одеше на Аце. Аце беше упорен, тренираше 3 до 4 пати на ден. Но овој беше виолина. Да кажам, виолина. Многу страшен боксер. Може би не тренирал многу. Но голем талент. Да, и тоа е многу интересно што кога гледав еден документарен филм за него од поодамна, го прошува новинарот и он вели, јас пред секој направар, вика, водка и на ринг. И вика, како може, вика, Ристич, вика, да направиш такви резултати, кога пиеш алкохол, па он вели вака, случајно, со лева, со десна, но тоа е феномен од повеќе аспекти. Точно е така. Тој, не само тој, не конзумирал само тој. Знам дека и од моите Да, други најблиски, имат конзумирано алкохол. кога боксоваше Сашо Димитриевски со Драган Ѓошевски, тој беше многу јак ударач од Скопје. Так. И решавачки, кој ќе удри прв, тој победува. Тој или па другиот пада. И Сашо скришун ќе земе една водка, оти да не мирише, водката не мирише, и водка данк една, и вика, турче, акнав јас. И сега сум, вика, готово. Победувам. Му доваѓаше таа сила некоја. Сила му доваѓаш. Послободен изгледа. Така. Па исто така и овој Братислав Ристич. Една водка и со Аце Русевски. Ама го тепаше. Да. Беше подобар. Многу јак боксер. Имам сите мечеви гледано. И Шакировиќ исто. Шакировиќ неминовно беше нашиот Лимановски, Сами Лимановски, кој беше, да го спомнеме, беше учесник во Катовице на Европското првенство и боксоваше секојаш ќе се падне со Шакировиќ. Губеше. Иако беше Сами Лимановски подобар. Зошто губеше? Овој беше не можеше да го фатат. Многу беше подвижен. Многу брз. Многу брз и подвижен, со нозете работеа. И тоа, јас и ден денеска, тоа го работам кај децата. Движењето е многу јака работа. Движењето мора да го уследат децата. Сега моментално да кажеме, уште работам, рековме, во клубот Предатор, тука ми е и асистент Дамјан Тосевски, кој тренирал 4-5 години во боксерскиот клуб Куманово. Кај мене, кај Ергин, кај Режо. Сега, кај мене е асистент. Не ни кажете сосема при крајот каде, го поминуваше времето во забавниот живот. Каде излегувате во Куманово? Јас, да ви кажам право, јас спортски живот живеам. Јас легнувам да некој ќе се смее, али научен, организмот како го научи. 10:30 јас легнувам. Сега некој навечер 10:30 легнува, али па затоа са бајле 4:30 јас сум станат. Колку е тоа точно дека добар сон е клучен предуслов за добро здравје? Многу е битно да ви кажам, ако го уследи животот како што доликува. Пример, јас бев и војник, 83 година, 84-та, Лесковац. Да кажеме, во 10:00 легнуваш војнички да спиеш, во 5:00 са бајле стануваш. Кај мене тоа остана. Вие викате забавниот живот. Не идев, да ви кажам, знаев само тренинг, дома, на работа. Тоа. Ја не знам чајджилница. Тоа ќе го кажат и кумановци. Не сум отишол. Кафана, ресторант, не. Алкохол, спортски живот.
алкохолот не, пушењето не. Исклучиво го живеам спортскиот живот. Овие два сегмента, значи добар сон и здрава храна, колку се важни за секој Многу спортист? се важни. Тоа е најбитното во животот. Ако сакаш да се одржиш. Сега, пример, јас за 2 месеци, 15 јануар, јас сум 58, 1958 година, 15 јануар, 61 година ќе направам. Така. 60, но јас се движам. Кола имам, кој ќе запалам кога ќе ми запотреби. Цел ден сите ме знаат, овој пешки оди само. Движењето е многу битно. Што сме до крај, за да кажеме дека вие сте богата мултиетничка фамилија. Така. Ајде да објасниме што се работи. Некој ќе каже, абе, мултиетника, бидејќи работам во училиште, нели 37 години, Така. професор по физичко. И ќе каже некој, абе, идат на на семинар, не идат на ова, на проект, не на она, мултиетника, не бе, какво, кај ме не е мултиетниката? Зошто бе? Море, кај ме не е, И како бе? Вие сте репрезент на мултиетничка фамилија. И јас ќе кажам, дури се смејам. Сакаш да ти кажам од најблиските? Ајде. Па јас со мојата Славица, која се запознав 15 септември 1975 година во спортското училиште во Скопје, од тогаш. Ден денеска ми е жена, која имам 2 дечиња. Така. Алиш и Лејла. Мојата жена, колку ќе дојде тоа, 40 кусур години, живеам со македонка. Одма од друга страна, синот, Алюш, исто има сташка ми е македонка. Одма да кажам, керката, мажена за албанец, живее во Сарај. Полиција работат. Значи сите мултиетнички заедници се застапени во вашата фамилија. Ова е во ужето, уже. Она најблиското што му е. Жена ми и синот и керката. Одма да кажам, внучето од синот, сега 10 години, во мај оваа година во Истанбул, на светското првенство, тренира кате, Ахил. Ахил Куповски е освојач на вице шампион, сребрен медал на светското првенство во Истанбул. Так. И тоа да се пофала. Не отиде по дедото и по таткото, да кажам, и по чичкото, и по другиот прадедо, него си отиде во каратето. Значи да расчистиме, кај вас има од турско потекло, албанско, македонско. Ај за кого да мислам лошо? Ни не треба. Абе, не сакам воопшто да мислам, јас ги луѓето гледам Како човек. како човек и не човек. Нити боја знам, нити раса, нити вера, нити национализмот. Сите ги сакам. И ќе ги сакам. Ајде да видим. Благодарам господине Јакуповски, еве 56 минути разговора, мислам дека е доволно. Ако имате нешто да кажете на Можам крајот. да кажам едино вака за сите млади. За сите млади. Пак апелирам на родителите. Пуштете ги децата да спортуват на било кој спорт. Спортот е здравието. Здрава исхрана и здрав спорт. Само тоа може да кажам за понатака, за понатамошните колена. Апелирам до сите родители. Не значи само боксот. Нека идет карате, нека идет фудбал, нека идат кошарка, пливање, да не заборавам некој, ракомет и други Фудбал, спортови. Било што, само дека идат, ги препорачувам во спортот. Спортот е најубавото нешто во животот. Ви благодарам. Толку за денеска, почитувани гледачи, имате пријатен ден со нашата програма.